Пристигна нашиот следен и последен гостин за денес. Тој е доктор од неуромедика, професор доктор Александар Пушевски, специјалист по ревматологија. Денес ќе зборуваме на тема лупус, тема за која што често пати слушаме, но мора да признаеме дека многу малку знаеме, најверојатно поради комплексноста на самата болест. Докторе, добро ви утро. Добро утро. Добро ни дојдовте. Стандардно прашање за самиот почеток, како вовед, што е тоа лупус? Системскиот лупус е класична автоимуна болест. Самото име кажува системски дека е тоа болест што може да зафати било кој орган или систем и да се манифестира со најразлични симптоми, од релативно лесни до крајно сериозни, па дури животозагрозувачки симптоми. Кога сме кај името, ова сега знаете ние лаиците како си се консултираме од интернет си учиме, но најдов еден интересен податок, а тоа е дека лупус сушност потекнува од латинскиот збор што значи волк. Да. Има некоја причина поврзаност? Има волкот која јаде некој животно и целиот е рани крв тука, па и пациентите со лупус пред да биде сегашна терапија многу често имале лузни и рани на лицето, па таму тоа потекнува тоа лупус. Рековте дека оваа болест ги напаѓа буквално сите органи, значи било кој дел од телото. Што најмногу страда, ако може да се издвои од сите органи што ги напаѓа? Најчест симптоми е брзата заморливост и при најмал напор чувствуваат голем замор. Овој симптом кога е болест активна е присутен кај сите пациенти. Кога болеста ќе навлезе во ремисија, заморот се губи. На второ место по зачестеност се зглобовите, зглобни болки или отоци. Тие се присутни кај 95% од сите пациенти. Може да биде зафатен било кој зглоб, но за разлика од ревматоидниот артритис, каде во тек на годините се стварат разни деформации, кај лупусот многу ретко имаме деформации. На трето место по зачестеност се кожните промени. Може се секакви кожни промени, најкарактеристични се промените на лицето, појава на црвенило на образите и носот, што се споредува со изглед на пеперутка, butterfly. Овој симптом се јавува најчесто при првото изложување на сонце. Таквите лица се значи фотосензитивни. И често и со години предходи на други симптоми. Други симптоми се појава на исип по телото, појава на уртики, као класична уртикарија. Понатаму имаме два типа на кожни промени, каде што се зафатени подлабоките структури на кожата. Тоа е дискоиден лупус кој се јавува на лицето и еден подкожен длабок лупус. Кај овие два типа заздравувањето е со оставање на лузни, што е многу непријатно, особено ако се работи за лицето. Кои се најчестите причинители, односно фактори? Сега знаеме автоимуна болест, она што ние го подразбираме тоа дека самиот организам всушност си се напаѓа себе си. Автоимуна болест, кога организмот нормален, тогаш се бране од нешто што е туѓо, бактерии, вируси, хемиски, физички повреди и така натаму. Овде, пошто е нарушен имунитетот, организмот не се препознава и се напаѓа сам себе. Ова автоагресија е постојана, доживотна. Па и автоимуните болести се доживотни. Во медицината има повеќе автоимуни болести, но најчесто во ревматологијата. А лупусот е баш класичен пример за автоимуна болест. Дали е наследна болест? Има до известен степен поголема склоност, директна наследност нема. Осем генетските фактори, битни се и влијанието на надворешната средина. Многу често во анамнеза кај пациенти со лупус дознаваме дека на појавата на болеста предходил или голем стрес или повторувани стресови. Било да се тоа психички стресови, некоја тешка операција, тешка инфекција. Така, последен пример, после ковидот имаме влошување кај доста пациенти со лупус, па и нови случаи на лупус. Значи, стресовите се оно што најбитно влијае. Стресот го руши имунитетот и болеста која може би била во латентна состојба сега избива на површина.
Колку е честа оваа болест? Па, според статистиките, то се движи американските статистики од 15 до 50 на 100.000 жители. И е многу почесто кај женскиот пол. И тоа многу почесто, колку што 9 разбрав, према 9 1. пати. Тоа 9 мора према 1. да, мора да ми го според некои објасните статистики дури и 13 према 1. Зошто е тоа така? Најчесто е кај жените во репродуктивниот период. Се смета дека естрогените хормони кај жените се предиспониращи фактор за тоа. А во прилог на тоа збори и фактор што кога жените се во менопауза, драстично опаѓа бројот на случаи со лупус. И тогаш односот жени мажи не е веќе 9 према 1, туку 1 према 1. Да, тоа е тоа. Има и уште еден друг момент за кој што вие самите ме рековте дека е многу важно и мора да се напомене, а тоа е бременоста и лупусот. Гинеколозите бременоста кај пациенти со лупус се сметат за бременост со висок ризик. Затоа што во бременост може да се јават често компликации, било да е тоа спонтан абортус, мртов плод или кај бремената жена една многу сериозна компликација преекламсија, која ако одма не се извади бебето може да заврши со смрт. Причините за ова е што во бременост кај лупусот се појавуваат посебни антитела што го зголемуваат ризикот појава на тромбози. Тоа се нарекува антифосфолипиден синдром. Кога сме кај бременоста, да кажеме дека не се препорачува спонтано забременување. Бременоста кај лупус мора да биде планирана. Дозволена е бременост ако болеста е најмалку 6 месеци во ремисија, ако нема покачен крвен притисок и ако во урината нема протеини повеќе од пола грам за 24 сати. Во сите други случаи постои голем ризик од компликации. И уште да напоменам дека ако кај една жена има најмалце 2 спонтани абортуси, задолжително да се бара испитување во прилог дали се работи за лупус. Во мојата долгогодишна пракса има многу пациенти што имале вакви спонтани абортуси и дури откако ќе се открие правата причина, после тоа тие се раѓат и без проблеми. Како се диагностицира лупусот? Не било едноставно? За лупусот треба најмалце 4 клинички симптоми, например да има зглобни оттоци, да има кожни промени, да има промени во урината и да речеме косопат. И покрај тоа потребно присуство на одредени антитела. Кај системскиот лупус има многу антитела, од кои некои се строго специфични и се неопходни за дефинитивна диагноза. Бидејќи споменавме некои статистики, претпоставувам дека има статистики на која возраст обично се јавува лупусот? Најчесто кај девојки и млади жени, кога се најактивни со естрогените хормони. И она што било специфично, што но не знам точно како тоа ќе го објасните вие, болест започнувала полека. Па најчесто почна сведени или 2 симптома и некој е потребно и повеќе месеци